Во име на хуманоста и денес ви велам добар ден. Следува најновото издание на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера. И денес ве потсетувам на пропозициите за пријавување на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Од оваа сезона новитете и постоењето на нашиот YouTube канал, кој што слободно можете да го заследите и премиерно епизодите да ги следите на него. Се разбира дека за да бидеме задоволни не ни треба многу, само треба да бидеме задоволни со она што го имаме. Сепак, многу им фали на семејствата кои денес ќе го стават своето срце на дланка, па затоа одлучија да ги кажат своите животни приказни. Денес одиме во Крива Паланка. Денес ќе го посетиме семејството на Наташа Димитровска. Таа мака мачи со гојазноста која што ја попречува во секаков вид на функционирање. Токму затоа, денес ќе го стави своето срце на дланка и ќе побара помош за да може да го реши овој здравствен проблем. Наташа Димитровска е жена чија најголема љубов е да пешачи по снегот. Можеби затоа што во родното Богданци не имала можност често да го прави тоа. Или можеби затоа што во домачки дол во Крива Паланка имала одлично друштво и најубави зими за да ужива во белата прекривка. Но здравствениот проблем ќе направи од неа статичен човек, па денес таа не може да излезе ниту од соба. Од неа не излегла цели 2 години. За да се стимне до улицата потребен е половина час, а за да излезе до градот можеби и половина ден. И можеби не толку за брзината колку што ја болат погледите и зборовите на народот поради незината гојазност. Срами е затоа што и на незиниот син му се подсмеваат за неа. Не може да биде ниту добра сопруга, зашто ако никогаш и требало половина час за да ја среди куќата, денес само толку време и треба да го намести креветот или да измие неколку чаши. Дебелината често ја тера и на спиење, а тоа, спиењето, вели таа, е чисто мачење. Мора да биде во седечка положба за да не се задуши. Ваквата состојба ја спречува и да се вработи, па едвај крај со крај сврзуваат во месецот со скромната плата што сопругот ја заработува. Оттука и потребата таа да се пријави во Срце на дланка за да се спаси од провалијата во која секој ден се подлабоко запаѓа. Но и желбата еден ден повторно таа гордо со сопругот да шета по снегот. Здравието е најважната инвестиција во животот. Токму затоа денес Срцето на дланка ќе го стави една млада жена која што се бори со прекумерна тежина. Таа сака повторно да биде здрава за себе и за своето семејство. Одиме во домот на Наташа Димитровска од Крива Паланка. Дали сме во вистинскиот дом Наташа Димитровска. Здраво. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Мила ми е Наташа. Не побара вашиот супруг, сака да го реши проблемот со вашето здравје, односно со вашата прекумерна тежина. Сакаме да знаеме од кога настана и се разбира, тука сме заедно со јавноста да ви помогнеме. Можеме да влеземе? Да, можете. Благодарам сте. Наташа има 43 години. Од Богданци се сели во Крива Паланка поради љубовта кон Мирче. Со солзи во очите се потсетува на деновите кога дошла во домот на сопругот, затоа што со леснотија можела да го чисти и да ужива со мажот и синот Бојан. Но тоа ќе трае до пред некоја година, кога поради здравствен проблем не може да ја контролира килажата. За себе ќе каже дека никогаш не била преслаба, но не ни претпоставувала дека гојазноста толку многу ќе го смени животот. Од секогаш ли беше мили со кило? Да, од секогаш сум била, ама не толку прекомерно како сега вие пред 3 години. Од кога почна да ги забележуваш промените и како забележа дека нешто се случува со твојот организам? Па прво што забележи дека кога се движам, не можам да постигнам целта што сакам да изодам, не можам да спијам. Станам да се одморам или земам нешто да работам, не можам да завршам цела работа што имам замислено. На вечерта не можам да спијам, преку дента исто. Седнам да се одморам, заспијам седејќи. Се заморуваше ли кога одеше на некоја релација? Да, многу. Посебно оваа година премногу. Дали резултат на тоа е си одила на испитувања, прекумерно внесување на храна или има некој друг проблем?
Прекомерна храна не е затоа што имаме и тиреоидна жлезда испитано, имаме и други проблеми испитано. Мисля дека сум имала шеќер и тоа испитуваме, скриен шеќер нема, обичен шеќер нема. Тиреоидната се е во ред. Че нешто друго се случува, ама не може да откриеме што е. Ги имам сите, и чајви имам пробено, и сироп имам пробено, и лепенки за слабење и ништо не ми помага. Кога последен пат си имаш измерено колку е твојата моментална килажа? Не знам, па и дори страх ми и само и да се мерам и да погледнам. Како дојдовте до таа идеја да се пријавите? Веќе гледате дека нема спас и дека незината тежина се повеќе се зголемува? Па да, и одија ни братовчеди ноње од Германија тука. И на гости и кажаа ми, ја рекам чекай, вечерот седнаме тук. И викам, викам чај се јајме, они вика ние завршиме од септември, ќе почне. И после ми се јавите, вие. Ја го кажувам на сопругана, се нервира, не мој срамота, срам ме ово, нема срам ништо на тоа што. Бива, не бива, пробаш што е тоа. Денот го започнувам кога со чај или кафе, а ретко кафе од Сабајле. Немам одредено време, например, да кажам како другите во 11 часот или во 10 часот или во 8 ќе доручкуваат. Пошто сакам некои работи да ги завршам баш тогаш или тогаш баш станувам. Повеќе сакам супи, компир, било што. Нешто кое што... Било што, ама одредена количина. Уште еден доказ дека не е се до храната, односно Да. дека тука е веќе има прашање некој здравствен проблем. Дека гојазноста е хендикеп потврдува и Наташа, затоа незините син и сопруг се принудени да работат и дел од незината работа. Повеќе од една година таа не ја напуштила собата во која функционира. Од ден на ден работи се поспоро и може би тешко и што не може да биде како и останатите, но најмногу се плаши да не се случи нешто и да го остави детето без мајка. Со солзи во очите таа вели дека болно е кога сопственото дете не можеш да го испратиш на училиште, а најболно е што и неговите другарчиња му се подсмеваат поради незината дебелина. Дали ти се случило последниве години од кога немаш излезено, сигурно ли се чувствуваш ако излезеш сама? Можеш ли да излезеш до град, Наташа? Не. Една година веќе. Не си излезена од куќа? Да. Од тогато кога до доле до патот имам или такси кога ми треба се викам такси, а не можам 10 метра сам. Можам да одам, ама ќе се одморам, па продолжувам, ма многу тешко. За до доле да се симнеш, колку време ти треба? Па, најмалку пола сат. Сигурно ти е многу тешко и поради детето, затоа што Да. Не, Многу ми помагаат. ти помагаат. Да. Што ти помагаат? Тоа во се сега не сакам ни него многу мешам, ама се што сум започнала да работам, може и во се ми помага. Детето. Да. Ке забележи дека не можеш да довршиш работата, да стоиш, го научи да готви. Понекогаш мораш дел од тие работи што таа треба да ги изврши во денот и ти да ги И завршиш. па мора што да правим. Жал ти е. Па жал ме, ама нема што да правим. Кад мора да го работи, мора. Она не може, мучи се, не може и тоа. Да се условее да малку, да може да си врши ноќните работи, друго што е тоа. Бидам најсреќен, ама Во состојба ли се да чистиш? Па не. Најмалку креветот што ми треба да го наместам, многу седејќи го работам тоа. Другите работи како ги извршуваш? Па кога мијам садови ќе стојам на водникот едно половина сат, измијам неколку чаши или тајмири, седнем се одморам после па. На етапи го правиш тоа. Да. Чувствуваш ли некакви здравствени проблеми? Имаш ли некакви болки? Па во последно време кога се заморам, срцето многу почнува силно да ми чука, ме боли, се гушно. Не можам на вечер да спијам. Кога ќе легнеш да спиеш, што ти се случува? Па тогаш десната рака повеќе ми ги отрпнува,
Оттам после ќе застана па левата ќе почне, или грчеви ќе почне да ме фаќат, не можам да спијам. Ќе станам коба и грче да ми помине и ќе заспијам седејќи. Како е да се спие седејќи? Па не знам ни јас кога заспивам. А кога се будиш, се уште се во таа позиција, Да, седнат? да. Тешко е што помагаме што можеме све, али тој нема што да прави. Од кога почна да и се случува оваа состојба? Па има 2 години, 1-2 години, нон-стоп. И тоа нема. И на доктори беше ми све и нема спаси, тоа е тоа. Што значи да си со прекумерна тежина? Па не може слободно да се движиш таму дека што сум сакала да одам. Јас понапред и пешки си одах доле по град. Кога ќе дојдеше време за Бојан да оде на школа, одах и јас со него. И сум го пречекувала на вечерно време да не му е страх, али сега воопшто не може. Сакам, ама не можам да го пречекам. До врата ќе го испратам и толку. Ти се случило ли да паднеш? Да, спајки. Паѓаш? Да. Не да Боже, може да скршиш нешто. Па колената повеќе од тоа ме болат. Уште паѓаш? Да. Ама греме кад го гледате како се мучи. Се мачи не може. Не може нити да јаде, нити да спива. Не знам што како да кажеш. Сигурно би биле најсрекни и ќе успеете. Се надувам ако може да успеем, а нема што да прави. Не сте во состојба сами да ги платите тие прегледи, зафати кои што чинат јадници. Па нема ја што да си имам 25 чеси што трошам. Не стизат. За тековните трошоци во месецот. Па не стизат што идем. Нема, не стизат пари тоа. Трошкове струја, вода, телефони, кабловски, интернет, уклучиме, дето онлайн. Рекоа ќе дајат од школата, не дадоа, ја нема, мораме да уклучиме што. Иди овде, онде работи приватно, после работа. Субота и неделја не иде. Така, Само да извадите денар плюс. па да има да останат, да стигнат месецот, не стиза месецот што. Сигурно низе и треба и посебен режим на И исхрана па за оваа викам, тежина. се зимам, се двопе купуваме, се не црни лебове, оно и чајове, што не пробаме по интернет и што не пробаме. Ти влијае ова и на психичката состојба? Сигурно Многу. премногу се нервираш. Да. Најмногу зашто? А најмногу тоа што сакам да го заработам, како да биде чисто, например, не можам да биде чисто. Не може да биде тоа чисто како понапред и што сам одржувала. Тоа не можам да постигнем се во денот. Како понапред и што сам, јас ќе седнам да се одморам, јас ќе заспијам. Дали трае половина сат или 5-10 минути, сепак заспивам. Веројатно тежината те тера на спиење. Не знам нешто, али да си искачам по скалите, најмалку ќе ми треба 10-15 минути. Нови скали тука. Да, нашите. А да ти рече да треба да одиш до град? Па со такси ќе мора. Со такси само. Да. А од таксито кај што ќе те остави до... Таксито доле на оставот и вие сте видели там кај што се оставиле вашата кола. Од таму до тука после ќе одмарам. Со паузи. Да. Тоа спие, да чекам, станем ја, она седи и спие. Што добра. Викам, легни, она легне. Ја дек се врнем од патило или од надвор или дека, она па станала, па спие. Седички ми и тоа е тоа. Наташа порано била во работен однос. Состојбата ја попречува денес повторно таа да се чувствува корисна. И иако најмногу од се се плаши од доктори и болници, сепак подготвена е на се, само да биде како никогаш и повторно да може да шета безгрижна по снегот. Дали некогаш беше во работен однос, работеше? Дали ти го смени
во Па тој... уште дома кога бев уште немажна, си одев на работа во конфекција. Немаше никакви проблеми до пред 3 години, сама кажав, нели? Кога почнаа децата да онлайн да учат. Повеќе со детето дома бев, да му покажам нешто да учи или било што. Ево тогаш. Изгубих секаков контакт или оно порасна може веќе да оди до продавница. Јас ајде од нека оди, јас дома ќе седам. И тоа. Кога би можела да се вратиш макар на таа тежина од пред 3 години, сигурно сакаш и да работиш, сигурно Да. сакаш да бидеш активна како и сите останати млади луѓе. Имаш само 42 години и тоа е возраст кога и најмногу треба да се работи. Тешко. И самата разберам дека е тешко, дека тоа што сум го постигнувала веќе не можам да го постигнам. Не знам и покрај мене и маж ми и син дека се нервират, ми помагат колку што можат. Порано кога бевте помлади, кога беше во блажена состојба, шетавте повеќе, сега ти е тешко, не можеш Па ја да викам, шеташ. ајде идеме да шетаме, она не можем. Ја и срам ме, не знам, не могу да одим. И тоа е тоа. Малиот поиш ќе врши работи. Секој се надевам дека со нешто ќе ослабеам. Ќе бидам поздрава за да можам да си ги вршам домашните работи. Да си одлеснам самата на себе, да можам да се движам. Нема да се нервират кога ќе ме видат. Они кога ќе одме негде и не одам веќе нигде, срам ми е. Од самата себе, да. Најлошо да се срамиш од самата себе. Ни во продавница, ни понапред и во продавница ќе одах или со на пазар едноставно или па само така ќе се прошетаме по улица. Сега не само дома. Дури и кога е убаво времето, ти си осудена да седиш дома. Да. Сигурно тоа ти е најголемата желба. Па да, најмногу сакам да шетам кога има снег. Што во Богданци не сме виделе толку убав снег како тука во Паланка што има. Кога бев бремена, со маж ми ќе испаднавме доле по градот, ќе шетаме, ама пешки. Беше убаво. А сега не може. Не фали тоа време. Кога некоја клиника би ти понудила или некој хуман граѓанин, тие се скапи зафати, оперативни зафати, би се осудила да го направиш тоа за сметка на твојот нов изглед и здравието пред се? Па доста ми и гледам на телевизија дека има такви и филмови има и во наистина има, ама доста ми е страх, али би прифатила. Најпрво за мене, за здравието, па после за другите. Али најмногу за себе би прифатила. Се надеваме дека пак ќе почнем од старите дени, пак можем да се движам сама, да си ги извршувам работите, без да некој да му пречам, да му кажувам, да му наредувам, дај ми тоа. Што е најважно, кога е зима да одиш да шеташ по снегот. Да. Да се уплати некаде лекување, би биле постојана поддршка со Па да, себе? секако. Па затоа се борим за неја, се борим. Да може да остане, да може да своите работи си работи и да како саква и на работа да иде. Друго малку ќе биде, она ќе биде среќна, ја ќе бидем среќен покрај неја. Јас сум сигурна дека ќе успеете во вашите желби и дека ќе се реши проблемот здравствено. Па се надам. Ако се реши и проблемот, тоа ќе гледаме на уште поздраво да се храниме. Нема да дозволам толкова тежина пак да имам. Низ каква болка и да сме минале, какво разочарување да сме доживеале, ќе се оправиме, но едно е сигурно, ние никогаш повеќе нема да бидеме истите луѓе, последиците ќе останат, ќе изгубиме верба во луѓето, ќе имаме помалку самодоверба, но ќе се појави некој кој ќе ни даде внимание, ќе ни ја врати до вербата и ќе ни покаже дека не се сите луѓе исти, зашто кога се чини дека цел наш свет се распаѓа, тогаш еден нов свет почнува да се раѓа од почеток.
Со нашата екипа бевме во Велес, во Којник, го посетивме семејството на Билјал Алиев. Тој навистина се бори со сиромаштијата, но се бори и со начинот за да го задржи своето дете. Одлучи да го стави своето срце на дланки да побара помош, за да може да излезе од ситуацијата и вртлокот во кој што се наоѓа. Билјал Алиев од Велес се бори за поубав ден, посакува поубав живот и најважна му е насмевката на детето, иако на насмевки и удамна заборавил. Има само 35 години, се оженил и ја добива керкичката Ајлин, бисер во неговиот живот за кој единствено живее, ке рече тој. Со семејството во 2019 година купува куќа и се сели од Црна џамија во Којник, но еден ден, иако обичен, ќе му се смени животот од корен. Сопругата го напушта, детето останува само кај него, останува без работа поради пандемијата. Средат долги судски разврски, поради долг кон дистрибуција од април оваа година живее и во мрак. Кога е мал мракот што судбината му го приредува, но тој ги консолидира сите атоми сила и успева да се избори за единствената љубов, да си го врати детето во куќата, а потоа му се склучува и нова љубов, Катерина, која во името на почитувањето од Сплит се преселува во Велес и ја дели бедата и сиромаштијата со бијки. Условите на ова семејство се лоши, се уште немаат струја, светлина добиваат дења од сонцето, а ноќе со 4 соларни сијалици, се греат на плин, зашто пари за дрва не стигнуваат. Катерина и покрај болеста на зглобовите пере со ладна вода на раце, се бањаат кај соседите, но веруваат во добрите луѓе и не се откажуваат, знаат дека еден ден и тие ќе се насмевнат и дека добриот живот и кај нив ќе биде секојдневие. Тижок е животот на самохран татко, кој што за жилбата и за љубовта на своето дете прави се. Сепак тешки животни услови, без парица и сиромаштијата го прават своето. Тоа е причината поради која што Билјал од Којник Велешко се пријави во Срце на дланка. Дојдовме до Којник, Бики, се слушавме по телефон, но дали сме тука на вистинската адреса? Добро дојдовте. Ова ли е вашата куќа? Да, пази повелете. Со кого живеете тука? Живеам моментално со мојата мајка, со мојата ќерка и сегашната нова жена. Но гледам куќава е стара. Каков е вашиот проблем? Проблемот е, животот е многу тежок. Со проблеми, пошто ќе гледате дека е старо се што му немам моќи, што си кажа, да може да направам нешто доводно за ова дете. Се трудам околу се, имам исто проблем со долгови, што сум кон струјата на Евана и Тоа беше причината поради која што се пријавивте во Срце на дланка и верувам дека откако ќе раскажеме вашата животна сторија и вашите проблеми ќе наидете на емпатичност од народот и ќе ги решите истите. Па се надевам како даде Господ што си. Ова е се ваше тука? Да, само ќе пазите на пошто ниско тесно да не будете главати. Ете, ова ми е исто овој дел, стар. Кој што гледате, ова е кој што седам јас моментално горе. Кога ја купивте оваа куќа? Ова куќа купиме 2019. Тоа што нашата жена бивша. Но тогаш ништо не приправивте, очигледно и тогаш беа тешки условите. Нешто не, во тој момент немавме моќни. Пошто она дали се само на замена, фанена на короната и тука више Не ги доа новите проблеми. наеднao да е проблеми, она се само на замена. Ја остана со мало дете. Пред некој месец мојот татко почина. Ајде да видиме однатре куќата. Билјал детството го минал кај Црна џамија во Велес, но пред неколку години ќе рече тој поради недоразбирање со роднините, со неговата поранешна сопруга со кредит од 5000 евра ќе купат куќа во Којник. И мирно и сложно, заедно минуваат неколку години и се додека Лани таа не одлучи да заврти нов лист во својот живот, а Билјал и керкичката да останат сами.
Одлука која нема да го смени само незиниот живот, ке рече тој, туку ке нанесе лузни и кај детето. Живееме Колет Цветков. Тоа е на татко ми куќата што беше старата. Ама таму израснав, детството го поминав таму. Кога се преселивте? Кога ја напуштивте таа куќа? Таа куќа ние напуштивме 2019 мај месец. Уште беше ладно. Она избрка вртучет. Ви избрка со се целото семејство, со се татко, мајка? Не, мене ме избрка и жената и детето. Ти таму се ожени во таа куќа? Да. И тогаш кој чекор го потегнуваш? И тогаш немаме каде, моментално спиевме во една сопче, 3 на 3, што си вика со татко и мама, додека се снајдам. Не сакаме да одиме по Кирија, тогаш ама поради Кирија и вамо намо, кој ќе размислевме, она тогаш работеше мојата бивша жена во Гарденија, она подигна кредит. И така ваа куќа ја купиме ние 5000 евра тогаш, 2019. А твоите родители? И нив ги повлече тука? Да, ги повлеков и ние, пошто татко ми беше срце болесник, беше нервозен, тој правеше проблеми таму доле, вртучет ми, не некој недоразбирање. И го повлеков тука, пошто беше он болен и затоа го повлеков со мене да биде овде. 2019 тоа кога седевме, кога се преселивме тука, беше добро, мирно, нормално, значи никој не беше напред, нервозен, жипчен. Се трудев што можевме со жената таа бивша што беше. Правевме за тоа дете, што сика, за нејзи ден денеска се борам. Колку години има вашето дете? Ајлинче ми направи сега на 17 септември ми наполни 7 годинки. 2015. 2015 наравно. Па со првата сопруга, она не знам, самоволно се замена без никаков разговор со мене, пример да се некој маж и сопруга, да се гради на еден некој начин, што сика. Она самоволно се замена, остави мене и детето. И отоаш ниту една помош не побарав од незе. Ја немаше неколку месеци да побара, после побара, па по суди, нели, што сика, нели, ми поднесе тужба за развод. Како реагираше детето кога дозна дека еден ден нема да види мајка си? Ајлин од почетокот, кога се замена мајка и ме прашуваше каде е мама. Јас се одговорав, сине ќе си дојде. Вика, мама е нема. Вика, мама, зашто не си дојде дома? Вика, Ајлин, ќе си дојде мамичка, вика. И више тоа го трпев скоро месец дена. Месец дена. И едно ден ја седнав дома и тука, што седете вие маме таму. Вика, Ајлинче, може ли тато нешто да ти каже? Вика, каже тато. Викам, мајка ти вака и вака, она викам си замена, нема си некој може да се дојде. Она отида на друго место. Јас не можев да ја смирам тогаш, тој момент. Јас знам што дотрпев тие цела недела дена. Плаче, не може да смириш, секој дете си пара своја мајка. Ама фала му на Бога, што сика мама беше тука. Што сика сестра ми колку толку, што сика тато беше жив. Што сика и тато исто помагаше на се. Никогаш не остави. Никогаш се додека не умре. Ама ете животот. Судбина што и кажеш, никој не знае колку ќе живееме. Кога ви се јави? Откако замена? После третиот месец. Ми се јави, ми ста со мене тужба дома. Каде е Ангела? Узлето? Дали се гледаш со таа мајка што Да. те роди? Да, се гледам. Па секогаш на камера. Само на камера. Ти фали? Ти не достига ли мама? Да. Ја и помал колку можев дома, ода приватно. Се додека не го фати короната. Фати короната се уништи. Знаеш дека избрка многу луѓе од работа,
работа не може, сите бевме затворени, бар знаете, у изолација. Она ево тamo одеше тоаш на работа, само ко прва смена одеше. Шо и текна тоа, не знам. Јас денеска не можам да сватам зошто тоа го направи. Ама така одлучила што си вика незнен живот. Не може, никој не може со сила да држиш у раци. Без разлика на што си заминува само, тоа е исто колку што мене ми следи тоа дете и толку и не следи тоа дете. Јас никош не сум направил проблем да не го види детето што си вика. Се го гледа денес како е да побарала што си вика кој е Алинче што си вика дома не е на школа, ќе ја пуштам на јас неколку пати се опуштам на месец, месец и пол. По една недела, две сам ја пуштам, никош не сум забаран на тоа. Како се чувствува таму Еле? Ти раскажува ли? Па да, ми кажува, среќна е секој дете што си вика кој ќе си види својата мајка нешто подруго. Секој се бара мајката и татката. Среќна е, кажува дека е задоволна. Дека е среќна. Дека купуваат се исто кој што и купувам јас напад. Што си вика никош не сум остал без ништо. Што се трудиш за Еле? Да го обезбедам животот, да биде среќна. Што се вика да има тоа дете бар услови, живот. Да се што сум и требал се трудам и има. Во душа никогаш не сум остал да нема. Што посакала ево тамо сум и купил. Ако треба што си ќе скратам од себе или од што си само она да има. Како ја викаш ти Катерина? Мама, Зошто ја викаш мама? како да ми е мајка. Така ја чувствуваш? Да. Ја сакаш? Дали тука ти е светло доволно, дали имаш добри услови, дали имаш соба како што сакаш? Имам светло, имам грење, имам за бањање, имам се. Каде те бањаат, Злато? Доле, Несреќата сама не доаѓа, па во април оваа година се кине уште една алка од животниот синџер на Вики. Без поздрав се заминува можеби најважната личност во неговиот живот, неговиот татко, и неговиот свет останува празен и осамен, без чувства и енергија, но само со една желба – да се бори за своето дете и да му обезбеди поубав живот на тоа невино суштество. Тој момент бев приватно на работа и сестра ми звони. Тоа беше околу цебелинето, околу 9:30 од 10, ако не се лажам. Јас како што работев, ми звоне сестра на телефон, кажа мај нека народно, викам која, викам се, викам од Балјево. Кога гледам мама, звони, викам шо е, викам мама се работа, што ме бара во време. Ај викам да ни треба нешто, Се јавам во тој момент и кревам сестра на телефонот, рика, плаче, не можам ништо да разберам. Татко ми почина. Викам, ова викам да се смери, викам не те разберам што зборуваш, ама нешто на липа во тој момент. И тато почина, како почина? Така, у вецето. Да не прекаже пред сите, он и беше најарен. Требаше него да го носам ја на 12 февруар требаше да го носам на контрола во Скопје. Он живееше со 30% срце. Имаше проблем со жолчката исто, камење му најдоа, ама не може да го оперираат поради слабо срце имаше. Па му даваа некои лекои што може и пие за да може да му помогне во тој момент. И требаше на 14 февруар, на 12 февруар да носиме на контрола, на 3 февруар. Значи не е лесно, верете, кога изгубиш еден родител во семејството. И еве ден денеска ми фали, значи буквално. Значи секој ќе што гледам во куќава, ево таму ми фали човек. Тој глас ми фали, буквално. Се борам колку што можам, приватно знаете како е. Денес има, утре нема. Таква е приватните работи. Еден од условите за да го задржиш детето беше да обезбедиш струја, која што нели дистрибуцијата ја исклучи. Да. Колку време живеевте без струја? Па веќе сум јас више од април месец. Април оваа година. Долгот ви е 127.000 денари.
127.000. Пари кои што не можеш да ги обезбедиш бидејќи работиш приватно доколку те викне некој на работа. Да, и под социјален случај сум. Соларот го купив тоаш, уште кога зема првата плата ваму кога работев, го земав 3000 киловат. Овој солар е со 4 нормални сијалици, по 12 волти, оно ко батерија, тоа се полни на зрак, на сонце, што се вика, на светло. Колку толку што се вика брши работа, колку за една светлина да не бидеме без светло, што се вика да може детето да ми учи, што се вика на школа пошто оди. За грејање се користам на плин. Колку што се вика да не биде ладно на детето, што се вика да може да се грее. Немате шпоред на дрва? Имам шпоред на дрва, моментално оваа соба не ми е со дрва така направена, таа малата соба ке дето собчето што е, таму има. А дали имате дрва? Моментално не. Немате ни средства за дрва? Немам ни средства за можам и дрвата се премногу скапи. Премногу скапи. А како греете вода за бањање? За грејање напад грееме доле ке мама на шпоред. Што има некои дрвца така што ги имаме јас исечено у шупа ќе згрее или ќе отидеме ке некој пријател. До сега фалам на Господ што ми помогнали доста пријатели што сика колку може не се финансиски могни, ама па нема остале на цедило. Бање или било што сика дали телефон ќе наполна кај него. Никош нема оставиле на тоа денески кога сакаш ќе дојди слободно вика. Знаат има нешто е сиромаштија. Денес ако отидам тие пари се ги дам за храна. Се. Заедниче ќе купам нешто смоки, чоколадо. Дете, знаеш, дете кој ќе му купиш. На смевката на детето е цел живот. Една злато шујка од куќето. Мене ми е битно на смевката на детето. Кога ќе видам нејзе среќни, да сум среќен тогаш. Сепак среќна околност е запознавањето на Бики со Катерина, која во име на љубовта кон него остава се во Сплит и се сели да ја дели маката со него. Неговата ќерка е престрекна со неа, а таа се грижи за Ајлин исто како да е нејзино биолошко дете. Друго е, јас Ајлинче не викам дека мама ја чува, мама више е угодена жена и она исто не е баш добра здравствено. Она е со срце, оно, знаеш, друго е кој ќе има некој сонезе. Јас одам чат пат на работа, додека одев во Скопје, нели? Тоа дете не може, мора некој да ја обрнува на бар макар внимание. Јас колку можам обрнувам внимание на незе, знаеш, човек кој ќе си дојде од работа е уморен, сака да одмори. И фала на Бога, ете што се запознав со незе, супер ми е, педантна, културна, домакинка, чисте, се труди околу детето што се вика. Јадење, учи со незе. Не можам да се жалам од незе, срамота е што се вика. Jel Ajdin ja gledam ko da je moja pa je čuvam, ne dam na nju i baš sam nju zavolila i ona mene. Pa onda čak i tatku ne da na mene. Kaže ne diraj mamu, kaže ja ću ti s njom za Hrvatsku, kaže. I čak se i on boja da ću ga ja i ostaviti nakon ove situacije. Ja sam rekla da neću, da je meni, jer eto, imam savršenog muža kojeg bi svako poželio. I trudi se i donese u kuću, gleda da ja i dijete imamo sve, da nam ništa ne fali, čak on zna i sa bolovima otići radit nekad, da zaradi sa strane, da imamo. Mi pomaga za učenjeto. Како? Mi pomaga za čitањето, mi pomaga za sve. Ja нези помогнувам за јадењето. Како и помагаш? Што подготвуваш ти со нејза? Ja готувам и супа и леќа само. И компири. Како се подготвува леќа? Ја знам. Ја требиш леќата прво? И? Не, прво супата па леќата. Прво супа правите па леќа? Да. Zove me mama, mada ona ima svoju mamu. I ja sam razgovarala s njezinom mamom i rekla sam, ja nju ovdje čuvam, pazim ko da sam je ja rodila, ali ja njoj ne mogu zamijeniti rođenu mamu, ni njezino mjesto zauzet koji, eto, ja se sjetim svog djeteta. Ja sam rekla, ja ne mogu njoj zamijeniti mamu i sve, a eto, trudi se da ona sve ima, da joj ništa ne fali.
I onda zato ja sam rekla i Bikiju da surađuje sa njom, jer to je dijete nije krivo što su se oni razišli. I to jer ja sam bila dijete rastavljenih roditelja i znam kako je njoj trenutno situacija i razumijenje njoj fali i mama i sve. I evo dogovorili smo se, ja sam čak i njezinu mamu zvala da li saka da vidi dijete, da joj dovedemo, ona je rekla da saka. I dogovorili smo se da ćemo idući vikend dovesti da vidi dijete. Jer ja sam njoj rekla, Angela, ja nju čuvam i nemoj se brini ništa, ali ja njoj ne mogu tebe zamijeniti. Jer ja sam dijete koje je bilo i u domu, ostavljeno, oduzeto od centra, rastavljeni roditelja. Prošla sam isto neki period života koji ne bi svakom poželila. Bila sam u udomiteljskoj obitelji isto. Kako se pravi lekja mandža? Što se stava prvo? Вода, Dobro. ваѓето, па лекето, а мешаш, па после малку ја оставаш, па се меша. И после готово и јадиш. И после става сол кој ќе јадиш. Така се јаде или со леп ја јадеш? Со лепче. Ама мама, бидејќи супа не јаде со леп. Bila sam i siromašna i imala sam i nisam imala, ali uvijek sam, ne znam, neku sam snagu u sebi nalazila. Borbu, rekla sam bit će bolje sutra, jer ja imam taj neki inat koji uvijek vjerujem pozitivno i uvijek kao bit će bolje sutra i tako. Kuham na plin, perem alište u hladnoj vodi na ruke. Ja znam upravo po 2 mašine na ruke, mada imam tu bolest, a ne bi smjela biti u hladnoj vodi radi zglobova. Uskočili su na nevove komšije, tamo je jedan prijatelj. U njih napunimo bar telefon, da imamo da možemo se čuti, da se mogu čuti sa djecom ako nam nešto zatreba. Imamo one prenosne baterije koje isto napunimo da imamo da ne gnjavimo stalno ljude. Pa onda znak zahvalnosti uzmem kad imamo kafu, blago, nešto. I eto, jedan nam je susjed pomogao da dođemo, da dijete, ja sam rekla bar radi nje, da okupamo u toploj vodi. I to nam je obiteljski prijatelj isto koji radi u džamiji. I ona isto dođe tamo pa posjedamo kod njega, pa isto napunimo telefon, banjamo se. Се снаоѓате. Snaćemo se. Баба има огин и ги топли водата и има едно корите и мене ме бања. А дали кога некогаш настинуваш, Катерина е со тебе? Да, еве ако настинував пиев лекови. Оти у понеделник не ојме, оти сме празник. И ти беше болна и пиеше лекови? Кои ти ги даваше, Катерина ли? Докторот, еве, овоа уше. Те болеше овцето? Да. И ме унесе на доктор и вика докторот да седи до петок. У понеделник да оди, ама у понеделник е празник. И затоа ти не отиде на училиште? Не отидов. Еве пијам 2 шурупи и едни капки за нос. Еве, она ми помогна. Ти ја сакаш премногу, Катерина. И јас се и помага. А Еве, она чисти се мачи. се мачи ли? Еве, ја и помага. Жал ли ти е кога се мачи? Да. Се трудам да и ја да работам. Да се научам. Браво. Зошто да се научиш? Па ја морам и ја морам да се трудам. Така треба? Да. Така треба. На мајка секогаш се помага. Мислите ли дека може да излезете од овој ќурсток, од овој тежок во моментов заплеткан живот? Pa eto, Bik je dosta malo u cili, kako da kažem, stisnut, uznemiren to.
Amo reći, ja sam tu neka koja gura naprijed, koja mu daje tu snagu, pozitivu. Ja kažem, daj, bit će bolje sutra, ima ljudi koji će pomoći, on zna moju situaciju, ja znam šta je biti sirotinja, znam šta je biti bez ičega i sve. Ja sam njemu rekla, neki nemaju ni ovo šta i mi imamo, ali mi smo sretni. Eto, mi smo sretni i volimo se, malinu i ništa ne fali, čuvamo je koći u glavi, gledamo više na nju. Na ovakvite slučaje, kako vaši v momentov, kako tvoja matična zemlja, tvoja rodna zemlja im se pomaga? Da, dosta, naprimjer kad su ovakve situacije, ima isto ovako emisija koji pomažu i dosta ljudi reagiraju pa pomognu i u hrani i u odjeći. Секој што ќе ми помогне, ќе му бидам заблагодарен. И јас и од Бога. Si bila li kaj nekoj drugarčinja, kaj nekoj komšičinja? Да. Какви куќи имаат тие, Злато? Убави. Колку твојата или? Некако мојата, баш убаво имат. Што најмногу посакуваш? Посакувам да имам убава соба. Кревет, Убав кревет? да, телевизор, да имам ташна за нашко, тетрадка. А кој ти е омилено јадење, а што тато ретко ти го купува? Салама, супа, леќа, салата, грозие, јаболко. Од секогаш сум мислела дека доброто утро започнува со изгре сонцето, се испостави дека започнува со добрите мисли, со сознанието дека никому не си направил ништо лошо и со сознанието дека околу тебе има добри луѓе на кои можеш да се потпреш. Од секогаш сум гледала кој заминува, а кој доаѓа. Сега само гледам кој е тука и кога ти е тешко и кога ти е убаво. Кога денот започнува убаво, но и кога започнува со облаци. Од секогаш мислев дека добриот ден започнува со утрото и сонцето, а во милион наврати ми се докажа дека тоа започнува со одлуката дека ќе одиш напред и покрај сите препреки и ќе бидеш посилен од сите работи и луѓе кои се обидуваат да те скршат. Немојте да мислите дека она што им се случува на другите не може да ни се случи на нас. Затоа, секогаш треба да бидеме љубезни, милостиви, хумани и емпатични, бидејќи на тој начин ќе победиме неправдата, ќе го победиме злото, ќе победиме сиромаштијата, а ќе завладееме со љубовта која понатаму ќе ја делиме со другите. Затоа, да помогнеме на семејствата кои денес го ставија своето срце на дланка, да им подадеме рака за спас, затоа што нашето малку некому може да значи се.